Никој нема право да им ги одземе покачените пензии на пензионерите, предупредува премиерот Мицкоски. Ова е неговиот став откако во Уставниот суд почна да тече втората фаза на прибирање мислења од предлагачите на линеарното покачување, пошто ќе следи конечна одлука. Мицкоски вели дека нема намера да прави притисок врз судиите и врз обвинителите и дека ќе остави Уставниот суд сам да донесе одлука. Сепак потсети дека бурни реакции и ретерирање на првичните позиции предизвикала неговата изјава во собранието дека на пензионерите ќе им бидат намалени примањата ако Уставниот суд го прогласи покачувањето за неуставно. За ваквите иницијативи на уставен, прстот го впери во инсталациите на СРСМ во судството и во обвинителството. Овој пат одлучија да удрат на пензионерите. Па ги слушам сега како се препелкаат, велат тоа што си го земале пензионерите нема да го вратат. Но затоа ќе видиме како ќе биде понатаму, нели најпрво немаше таква. Јас кога го соопштив тоа на пратенички прашања, тие излегоа, рекоа нема такво нешто. За да потоа се препакуваат и кажат добро еве ќе го разгледуваме сето тоа за од 1 јануари. Линеарното зголемување последно е предвидено за мартовската пензија. Ако Уставниот суд го укина линеарното зголемување на пензиите, одлуката ќе биде неправна и смешна, вели Мицкоски. Премиерот вели дека Уставниот суд има 3 можности: мерката да ја прогласи за неуставна, да ја укине мерката или да ја прогласи за уставна и да продолжи да важи. Според него е нелогично предвидениот пораст на пензиите во март до година да биде неуставен, а претходно дадените 6000 денари не. Судиите во Уставен суд имаат 3 можности, 3 опции. Првата е линеарните зголемувања да ги прогласат за неуставни. Тоа значи дека пензионерите од 1 јануари ќе имаат 75% од пензионерите ќе имаат 3 до 4000 денари пониски пензии. Втората опција е да најдат некоја за мене бледа, неправна логика, следното зголемување да го прогласат за неуставно, а све претходно да биде уставно, што за мене, ја не сум правник, но консултирав многу правници, делува смешно. И третата опција е да ги прогласат уставни. Ваквите реакции ги испровоцира потегот на судијката Добрила Кацарска, која на своја иницијатива побара преиспитување на уставноста на линеарното покачување во септември. Се анализира можноста дали при овој случај се дискриминирани пензионерите со повисоки примања, со подолг работен стаж кои уплаќале и поголеми придонеси. Од судот образложија дека не поведуваат постапка за претходните покачувања од 5000 денари, бидејќи на седницата на 19 ноември било отфрлена таа иницијатива. Членовите 3 и 18 кои го регулирале ова прашање биле од привремен карактер и повеќе не се дел од правниот промет. Пензионерите кои се револтирани од ваквиот потек на уставен вчера излегоа на протест пред судот и се заканија дека доколку им бидат укинати зголемувањата, на 10 декември ќе протестираат и пред канцеларијата на Европската унија во Скопје.